Најпознатите хотелско-угостителски комплекси во источниот регион работат во неизвестност и се на работа од рентабилноста. Комплексот Манастир во Берово, кој е високо позициониран во Фелата, прави воредни напори да го задржи ритамот на работење. Порасот на платите со огромниот порас на сите цени, од горива до производи до енергенци, значи практично се работи во загуба веќе подолг период, само колку да се одржи производот и услугата. Заради тоа што некогаш ако било 30% исполнетост на капацитетот на да бидеш break-even или оно што го викаат на нула, сега веќе 40-45%, што се огромни цифри на секојдневна пополнетост на капацитетот, за да може да се покријат трошоците, за да остане на нула, а не профит да се прави. Друг голем проблем за Манастир и Аурора е хроничниот недостаток на персонал. Имаме доволен број на вработени да ја почнеме сезоната, меѓутоа потреба од истите константно има. Знаете, тоа е сектор каде што вработените варира, константно се менува. Недостигот на готвачи и келнери е проблем кој ги следи и останатите од овој сектор, потенцираат од Сдруженијето на угостители. Безмалку во сите поголеми угостителски објекти недостига персонал. Најмалку по 10 готвачи и келнери недостигаат по објект. Велат од Сдруженијето. Без оглед на ова и во Манастир и во Аурора очекуваат добра сезона и намалување на последиците од кризата. Се надеваме на добра сезона, за сега според интересот на оние кои што се наши постојани клиенти и нови, ветува дека ќе биде добра сезона. Вака, значи интересот за празниците беше доста обилен. Значи нашите капацитети беа комплетно полни, исто така интересот за престојната сезона се зголемува со поголем број на групни барања. Инаку основниот персонал хотелско-угостителската индустрија ја чини повеќе од било кога и се движи од 30.000 денари за келнер до над 60.000 денари за готвач.